одбивме францускиот предлог или се уште е во игра? Ако судиме по изјавата на премиерот Ковачевски во Брисел, францускиот предлог треба да е веќе историја. Но не е. Веднаш по неговото историско не, како што некои го нарекуваат, зработите не само што останаа во игра, туку и се забрзаа. Уште истата вечер, францускиот претседател Макрон рече дека предлогот се уште е на маса. А веќе утредента во Бугарското собрание се изгласа овој предлог. И сега топката е префрлена во Република Македонија. А овде кај нас некако и се спушта топката. Веднаш потоа излезе вице-премиерот Османи и рече дека не сме го одбиле комплетниот целосно францускиот предлог, туку само неговите спорни делови. И доколку има политичка волја, може да се најде некое компромисно решение. Веднаш по оваа негова изјава излегува и еден куп експерти, јавни личности, поддржувачи на владеачката партија, како што некои ги нарекуваат, кои што велат дека францускиот предлог и не е така лош. Треба да го погледнеме, треба да го анализираме, бидејќи Македонија нема друга алтернатива освен европската. Еве дел од овие размислувања. Францускиот предлог е нова гаранција за нашата сегашност и нашата иднина кон членството во Европската Унија и треба храбро да го јавнеме бранот. Документот не е копи-пейст на бугарските ставови, туку е и плод на француското образование, дипломатија и разбирање на минатото на бугарскиот и на македонскиот народ. Подобра можност од компромисот на Макрон нема скоро да видиме, ако и воопшто видиме. Гласот против отварање на преговорите со Европската Унија во услови на гарантиран македонски јазик и идентитет е глас против демократска и европска агенда на Македонија и глас против нашата западна евроатлантска определба. Гласот против Европа е пропратен со руски знамења и вергини. Францускиот предлог дава основа за позитивен исход, ако од него се исклучи историјата. И ако се дигне голема дебата и еуфорија, што е разбирливо бидејќи сите сме чувствителни на нашиот идентитет, сметам дека треба да бидеме рационални и да оставиме да видиме каков ќе биде вистинскиот епилог. Францускиот предлог треба да претрпи одредени корекции. Ги повикуваме македонските власти да не ја испуштат оваа шанса. Ги повикуваме и сите оние кои го критикуваат францускиот предлог да не го отфрлат во атмосфера на хистерија, туку конкретно да ги критикуваат деловите кои им пречат. И сега се поставува прашањето дали ни се подготвува терен за да го прифатиме францускиот предлог и тоа да ни се сервира како голема победа наместо катастрофален пораз. Од друга страна, од опозицијата обвинуваат дека се уште се во тек дури и сега преговори со Бугарија и тоа тајни преговори. Дали е точно дека овој тим денеска преговара за предлогот да биде ставен во протокол за Европската Унија? Дали со ова молчење тимот од Министерството за надворешни работи ја крои тажната судбина на државата далеко од очите на јавноста, каде што ги води овие преговори во Софија? Но не се само проблем тајните преговори за кои што јавноста нема никаков увид. Проблем е што иако во Бугарија веќе се изгласа овој предлог, во Европа на големо се зборува за него, во Македонија не се расправала во собранието. Иако опозицијата барала седница, Џафери ја нема закажано. Оправдувањето на Џафери е дека не биле доставени документи за да се закаже ваква седница, а од опозицијата вела дека уште минатиот петок документите биле на маса. Од друга страна, додека политичарите се препукуваат, експертите на сите звона предупредуваат. И ја предупредуваат и владата да внимава на сите замки во овој предлог. Еве што велат тие. Последните случувања во Европската Унија уште еднаш потврдија дека македонците никогаш нема да бидат дел од ЕУ семејството, за разлика од државата Македонија, која што можеби во некоја многу далечна иднина ќе биде. Тоа што ниту една друга земја членка на Унијата не се изјасни против оваквиот предлог, остава простор за заклучок дека се работи за спроведување на координиран стратегиски план на Европската Унија за Македонија без македонци, во која се вклучени Грција и Бугарија. Во случајот со Македонија, Европската Унија веќе не се ни труди да го скрие крахот на сопствениот морал и етика. Добар за државата, но катастрофален за македонците. Го подотвара патот за членство на Македонија во Европската Унија во некоја далечна неизвестна иднина, но ја затвара вратата за македонците како народ. Ги водат кон бездната од која нема излегување. Ако се прифати францускиот предлог во кој се кријат неброени опасности, тоа ќе значи почеток на крајот на македонската самостојна историја, идентитетот, јазикот и писмото.
Ова е веќе видено сценарио. Нама се да се стави катастрофално лош предлог, а потоа кога некои работи ќе мора да ги отстапиме, а некои да ги добиеме, да сме пресрекни ето што сме завршиле некоја работа. Што ќе се случува со овој француски предлог ако сега стојат работите? Бугарија го изгласа, сега оди кај предлагачот Франција кој што треба да го модификува овој предлог и потоа да го испрати до сите земји членки на Европската унија кои што треба да се изјаснат по него. Македонија дали ќе биде ставена пред свршен чин или ќе има некоја шанса да овие црвени линии кои што веќе ги наброја да влезат во овој предлог, ќе видиме. Франција преседава до крајот на овој месец, до 1 јули. Се чини кратко е времето било што да се случува до тогаш. Доколку не се случи во француското претседателство, ќе остане на чешкото претседателство и дури експертите велат дека овие 3 месеци пауза до есенските средби на Европската унија ќе се искористат за да се потпишат тие протоколи или да се изгладат работите помеѓу Бугарија и Македонија. Она што на вистина сега зачудува е што треба да очекуваме од Европската унија, дали може нешто да се случи во овие неколку дена, гледајќи што се случи после Брисел, кога за еден ден се променија работите од искориското не на Ковачевски до изгласувањето на предлогот во Бугарското собрание, веќе ништо нема да не чуди. И како што вели еден колега, ќе видиме што ќе се случува, дали Европа ќе ни даде преговарачка рамка или јамка.